Сообраќајните знаци и уличните патокази постојано се мета на несовесни граѓани. Во општина Тетово годишно се евидентираат како оштетени до 30 знаци. Се кршат, се откорнуваат и се шкртаат. За да се избегне ваквата појава, од секторот за комунални дејности периодов на неколку места во градот поставуваат сообраќајни знаци на столбови од 4 метри, од кои половина метар мора да биде под земја. Граѓаните пак велат дека оштетувањето на вертикалната сигнализација е поради отсуство на елементарна култура и ваквиот чекор нема да има ефект. Не ги чуваме, ние ги уништуваме по свака цена, по свака работа. Не сме воспетени име балканци. И на повисоко тој што сака да направи штета, ќе ја направи. Треба совеста да се смени кај луѓето. Според дипломираниот сообраќаен инженер Зоран Ѓорѓевски, примената на висина надвор од стандардната, иако на прв поглед изгледа дека битно нема да ја наруши безбедноста, сепак има влијание на воочливоста. Затоа тој препорачува да се почитуваат стандардите, но и да се земе предвид околината каде знакот се поставува. Стандардот е јасен и дефиниран со членот 98 став 2 од правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот, кој се однесува на поставување на знаците во населено место на висина од 0,3 до 2,2 метри. Поставувањето на висина поголема од 2,2 метри може би во интерес на безбедноста на пешаците кои се движат во зоната на поставениот знак, но поголемата висина од 2,20 метри по правило може да ја намали воочливоста на содржината на знакот од страна на возачите, бидејќи се приближува кон надворешноста на нивното видно поле, каде јасноста веќе не е иста како во рамките на дефинираниот стандард. Инаку по старите модели на сообраќајните знаци во градот се 180 сантиметри.